Утринава во координирана акција уапсен екс-председателот на Фудбалската федерација на Македонија Илчо Ѓорѓиевски. Неофицијално тој и уште 11 физички лица, како и 14 фирми, се опфатени во истрага на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција отворена пред 6 години по кривична пријава од финансова полиција за наводна проневера на над 2,5 милиони евра во периодот кога бил председател на федерацијата. Според сомнежите од истрагата, при водењето на финансиите на ФФМ преку различни механизми, како фиктивни фактури, договори за услуги кои не биле реално извршени и исплати преку фирми, били извлекувани пари од федерацијата. Во моментов дополнителни детали нема ниту од обвинителството, ниту од МВР и финансово од истрагата е во тек, а посочи и дека се вршат претреси на повеќе локации и дека станува збор за долгогодишна предистражна постапка. Во овој момент не би можел да споделам повеќе информации, во текот на денот ќе бидат известени од страна на јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи и сите останати институции во врска со се она што е интерес за јавноста. Од ФФМ пак велат, според доставената документација до надлежните институции, штетата нанесена на федерацијата од 2015 до 2019 година надминува 2,5 милиони евра. Според документацијата доставена до надлежните институции, вкупната штета нанесена на Фудбалската федерација на Македонија за периодот од јануари 2015 година до крајот на 2019 година изнесува повеќе од 2,5 милиони евра. На крајот од 2025 година од федерацијата беше побарана дополнителна документација, која во целост беше доставена до надлежното обвинителство на почетокот на 2026 година. Истовремено, со официјален допис повторно беше укажано на висината на утврдената штета и беа доставени дополнителни релевантни информации. Во пријавата на финансова полиција беа опфатени тогашните раководители на финансии и сметководство и на одделот за суди и судење, како и сопственици и управители на повеќе компании. Финансова тогаш наведе дека осомничените сториле повеќе дела, меѓу кои се перење пари, злосторничко здружување, злоупотреба на службената положба, несовесно работење, проневера, измама и фалсификување на деловни книги. Според Финансова, преку фиктивни фактури били исплатени над 200.000 евра од сметките на куќата на фудбалот, што директно нанело штета врз федерацијата.